Само во времето од летната сезона, нешто повеќе од 10 километри на релација Охрид-Пештани се чинеа како многу, а поради автомобилската гужва и максималната раздвиженост на луѓе. Денес таа раздалеченост е сведена само на 10 минути, што може би ја чини валидна одлуката селото Пештани да се прогласи за приградска населба. Или може би тоа е сторено за да се оправдаат безусловните давачки за комунални такси, кои безмалку по вредност на тарифата се изедначува со комуналните такси од стариот дел на градот Охрид. Ако е така, природно би било високите комунали да овозможат урбана населба со целосна инфраструктура. Одејќи по тој податок одлучивме да го напуштиме ова возвишение од каде и го посматраме Пештани и да прошетаме низ населбата, при што ќе го завршиме кругот на посети на охридските села од источното крајбрежје. Да го проследиме животот на пештанци кои изгледа барем во текот на зимата како да го чуваат само за себе со сите своји тајни, преминувајќи од туристичкото работење во рибарење, ама и во време кога се слободни за одржување на сите животни традиции, најповеќе духовната. Некогашните 16 семејства, колку што ги броело селото Пештани пред 100 години, дојдени од старото село, односно од брегот каде што се наоѓа денес црквата Свети Ѓорѓија, почнале нагло да се шират. Имајќи потреба за разгранување на големите фамилии, се јавила потребата за нови домови, односно домови што ете денес ги има дури 350. Високите комунали во Пештани денес веројатно представуваат повеќе дисциплина за штедење на тесниот градежен простор, отколку потреба за средства, но кога веќе се собрани, друго е прашање колку е потрошено за самата населба, каде и кој ги троши. Во секој случај 1600 жители на Пештани кога тогаш очекуваат со добро да им се врати. Кога патник и намерник поминува низ Пештани возејќи се по регионалниот пат Охрид Свети Наум, навистина чувствува урбана средина. Заживеени се работите за уредување на крајбрежјето од десната страна, од левата ќе гледа нови објекти во кои безмалку во сите ќе се најде туристичка работилница под наводници во облик на продавница, кафеана, менувачница, ресторан, хотел и слично. Но ќе ги сретне поштата, амбулантата и многу кајчина кои веднаш несебично ќе му ја одадат тајната за големите рибари во Пештани. Тоа би значило дека во Пештани се е ново и се е подредено по теркот на туризмот, кој искрено речено со својот интензитет зачести во последните 20 години. Може би тоа е причината што не ќе можеме да ја коментираме традиционалната селска архитектура. Едноставно, нема стари куќи во Пештани, се може би една или две кои во вид на спомен ќе прелетаат низ нашите кадри во текот на репортажното видување на ова село. Всушност, спомнатиот пат Охрид Свети Наум за пештанци представува централна улица која во облик на шеталиште покрај брегот и во облик на бизнис центар од другата страна, во должина од преку 1000 метри, го чини центарот на Пештани. Нашата радозналост што се случува надвор од неа или во внатрешноста на селото, како да испадна незаобиколна мисија. Да кинисаме со пред.
Тоа значи дека старите објекти се заменети со нови. Еве ја прво видената, каде што овде некогаш била старата училишна зграда. Сега пештанци тврдат дека се тука станови. Како и да е, стариот простор дозволил училишната зграда да биде воздигната, што нешто подоцна ќе ја видите. Секојдневно е присутна медицинска екипа во селската амбуланта во селото Пештан. Работи и поштата. Многобројните продавници и кафеани ќе ве следат од самиот влез во селото па се до излезот. Посматрајќи при тоа лево и десно современи изданија кои што се прилагодуваат на денешницата како и оваа зграда со конектори за соларна енергија. Тоа значи дека модерниот живот во Пештанот поодамна влегол. Тука е и модерниот хотел, насловен како Десоре. А од другата страна на патот, црквата Света Тројца, што поради состојбата на рушевини некогаш ја нарекувале за расипана црква. Денес Света Тројца представува гордост на пештанци. Изработена е со собствени средства. Секој добронамерник овде е пречекан со отворена врата, така се случи и за екипата на телевизија Морис. Света Тројца е обезбедена со електрична енергија. Прекрасниот парк, кој што причинува задоволство да се оцене како и црковната чешма, чинат една целина за еден духовник, кога е овде присутен, навистина да се чувствува како да го допрел рајот. Пештанци викаат, Света Тројца е новоизградена црква. Од тука и не се сомневавме дека одушевувачки ќе гледаме према иконографијата и живописот што е скоро насликан на ѕидовите од Света Тројца. Полека, но сигурно веќе навлегуваме во животот на пештанци кој што колку толку во текот на зимскиот период и не е познат за пошироката јавност. Тука испадна и сомнежите дека Пештани, толку близу до средновековниот манастир Свети Наум, сигурно е дека ќе се држат до духовна традиција. Кога е во прашање духовниот живот, ќе замолам да ни кажете, господин Кочевски, колку цркви доминираат во село, колку ги има? Има вака, а ти кажам. Света Врача, Богоројца, Свети Ѓорѓија и овде е на Света Петка. Тие доминираат 4 цркви. И сега новата што е направена, таа е пета, која била стара црква растурена, расипана е викане, сега нанеши 5 цркви. И се разбира да им припомогнат на оние кога за празник, не само што ќе се дуплираат, туку ќе се десеткуваат. Втората јалица десно ни рекоа ќе наидете на храмот Свети Врачи, најстариот храм во Пештани.
направен тогаш кога спомнатите 16 семејства живееле на ова парче земја. Далечната 1844 година. Како за почетокот успеавме, свети врачи, да го видиме од надворешната страна, нашата прошетка продолжи. Го баравме клучот од духовната тајна. Проработеа тешките зенги специјално за влез на екипата на телевизија Морис во свети врачи. Пред да се помолиме за здравје и да влеземе во храмот свети врачи, како претходен простор ќе следи духовната канцеларија со духовна библиотека, арнама и големата црковна трпезарија, која е пак подредена во модерен стил и со капацитет доволен за да ги прими сите пештанци и во добро и во лошо. На самиот влез стојате символите на верата. Преголема грижа е вложена во храмот свети врачи од страна на сите жители од Пештани. Патосот е поплочен со мермерни плочи. Живописот и иконографијата се чуваат онака како што биле зацртани далечната 1844 година. Иконостасот што го издвојува олтарот од останатиот дел од црквата исто така е единствен. Овде дури и осветлувањето попадна електрична енергија е специфично. Изработени се специјални светелки, кои што се принудени на некој начин светите ликови уште малку повеќе да ги осветли. Меѓутоа, во селото Пештани не се единствени двете спомнати цркви, Свети Троица и Свети Врачи. Пештанци посебно ја негуваат црквата Света Богородица, која што на некој начин представува црква од типот на пештерска. Црквата Свети Ѓорѓе од старото село, од таму каде што потекнуваат всушност пештанци, денес представува само обележие. Ова беа зборовите на нашиот домаќин Павловски Никола, кој што со посебно задоволство и се придружи на екипата на телевизија Морис. Оно што ни го рече, местото каде што се вечните жители од село Пештани веќе постанува тесно, не од причина што има преголема потреба за тоа, туку од причина што навистина овде просторот се штеди. Пештанци веќе бараат начин како да ги прошират селските гробишта.
Ја посматраме новата училишна зграда. Во споредба со старата, каде што ова е исклучиво и наменета само за приспособување на пештанските деца со писменост, сметајќи уште на неколку околни села. Додека пак во старата зграда, која повеќе не постои, пештанци имале своји простори, клубски простори, кои денес ги немаат. И затоа ние на Пештанското Средцево ги затекнавме пензионерите како разговараат под ведро небо. Тоа ќе можат да го чинат само уште неколку денови, а нешто подоцна ќе се оцелат помеѓу 4 зида и како ни рекоа ќе разговараат со тишината. Прашавме каде се урките што овие пештански жени предат плетиво со така наречена влачена волна. Малку се нашалија па рекоа: овде заради шумскиот надзор не смееш ни вретено, а понајмалку урка да пресечеш. Шалата настрана, свативме дека оваа волна е подготвена за ваков начин на предење. Има тука пештери две околу црквата, има вамо повакам на еден каменисто пештера. Можда се настојало на основу пештерите. Значи постои поголем број на пештери во Пештани и Да. на основа тоа името Пештани И сигурно има пештера, затоа има пештера овај Богоројца, кој е тамо црквиче во пештера граден. И по него на со свети. Западниот дел од селото Пештани всушност го представува новата урбанизирана населба. Таму каде што без основните суми за платена комуналија го достигнува износот како да е во строгиот центар на градот Охрид. Интересирајќи се за податокот со што им е возвратено на пештанци за толку високи комуналии, тие рекоа само со вода и струја. Наскоро се почнало со градење на канализацијата, па дури после тоа викаат ќе се пружи и асфалт по овие улици. Ако времето не биде предолго, се надеваат пештанци дека сепак високите комуналии ќе се исплатат. Но тоа воопшто не било пречка секој да си го среди својот двор по својот вкус. Колку да е пристапот лош, самата грижа на пештанци ветува многу дека навистина оваа населба нуди прекрасен живот во иднина.
Со оглед на наглиот прираст на населението во село Пештани се јавува и потребата за паралелен напредок и на селската инфраструктура. Ќе ми простите, може би не сте компетентен за тоа, но ќе ве замолам да ни кажете што се имате во село, токму кога е инфраструктурата во прашање. Дали доволно имате асфалтирани патишта, улици, струја, вода, телевизиска слика, телефони, амбуланта, училиште, пошта и се она што следува за една модерна селска населба? Сега во Пештани има амбуланта која работи редовно. Училиште има ново издадено. Телефони имате? Телефони имат скоро сите. Водовод имате? Водовод имат и водовод. Сега за улиците, со самиот колектор кој се гради, сега има секундарна мрежа која е копати и работа. Само не е приклучна, тие сега се работи. Так. Асфалтирани патишта нема. Едино средсело што е асфалтирано, друго ништо нема, Пешта не асфалтирано. И не може да се асфалтира, тоа го има надлежните органи. Тук не се направат улиците, секундарна мрежа. Не може и улици да се асфалтира. Со изградба на секундарната мрежа, како што ја нарековте, очевидно вложувате напори за заштита на брегот на Охридското езеро. Зато се работи. Колку вие брегот на Охридското езеро, на кој што е и лоцирано селото Пештани, го зачувувате од еколошки загадувања? Односно, колку внимание му посветувате на крајбрежието? Слушај, ти кажам тоа да не нападвам, не е ум. То треба да поведи сметка општината за еколошката средина на езерото. Зашто јас ќе ти кажам и ќе нападна малку. Кога дојде летно време, период пролетно време, имат од комунално, која иде само до Круша, тоа ќе биде тоа и пумпенова станица за колекторот, до тука го ќе чистат обалата, повака не е чистит никој. А самото село нема ништо, местната заедница нема капитал, што да клај човек да се чисти обалата. Оно што ни падна во очите е заштита на лозјето и грозјето со рибарски мрежи. Уште една потврда дека навлеговме во рибарски крај, или подобро речено во местото каде што се учи рибарење. Рибарството во Пештани е најстариот занает. Тие делимично ловеле во текот на зимата и исклучиво ноќе. Во Пештани се уште се носи народната пештанска носија. Према тврдењето на очевидци, само уште 5 до 6 жени не се случило да ја свлечат народната носија. Одејќи по трагите на старата традиција, на Пештанци наидовме на безмалку единствената стара куќа која што делимично е работена со плитар. Како и второ видената која во целост ја одава карактеристиката на пештанската селска архитектура. Од најгорниот дел од селото ние успеавме да направиме уште едно панорамско видување на Пештани. Како не изборува нашите водачи, токму под тој каменот, каде што ќе биде уште еднаш посматрано селото од Пештани, постојат неколку пештери. Се претпоставува дури дека и името си го заработило по големиот број на пештери. Оваа година лозето во Пештани родило.
И внатрешноста на селото Пештани за нас се делуваше изненадувачки. Овде навистина нема простор за зелење, затоа може би и улиците или селските јалици се тесни. Секој агол е максимално искористен. Уште сте пресречни доколку успее вашиот автомобил да се довлечка до сопствениот двор. Само оние подосетливите, што се разбира, им било потребно поголемо финансирање, успеале малку да доликуваат на првоспомнатиот збор. Како што и оваа куќа, во прекрасна градина од цвеќе. Слободниот простор е искористен за зеленило и убавина, која што навистина на некој начин представува гордост за ова поднебие. Како стојат работите по се изгледа, пештанци се должни сами да водат сметка за крајбрежието, зашто по зборовите на истите јавното предпријатие Комуналец доаѓа само до самиот почеток од селото и грижата за хигиена на пештанската плажа им ја остава на пештанци. Но како да водат грижа пештанци за сопствената плажа, како викаат, леп им носи. Тие без сомнување очекуваат поголем прилив на туристи кога ќе се заврши одводната канализација. Од кога ќе се асфалтираат улиците низ Пештани. И од кога најпосле малку и градот Охрид ќе им припомогне во туристичката пропаганда. Селото било мало и немаше вакви куќи. Беше и сиромашно. Живееше селото од рибарство. А през летни период, кој немаја во рибарството, оде и по печалба на сушни работи, на градини работи. А сетне, ко се дојде да решиме Македонија во састав на Југославија, селото почна веќе да се шири, почна да се множи народ, почна со рибарство да се бави, имаше 13 мрежи денски влакови, што викаме ние, а имаше 11 чуни ноќно што фрлеа мрежи, ноќе што одеа на риби. Од неви. И со тоа, после изведовне ние во 45-та, јас не бев тука, 46-та, 47 година, почна да оде, се отвори работи по шумарствата, по шумскиве стопанства, градежни по патишта. И одевне ние пештанците по градежни патишта и градевне патишта. И бевме популирани ние од руководството на тие предпријатија. И одевме тамо и работеме заедно и добри пари. Добре. Како повдека да речам јас во установи и овие градежни мали работи што се низ Охрид по ова, тие земаја тога и тоа време во 47 година 3000-4000 динара, ние сме од 8 до 12.000 динари во тоа време.
Ние предпоставуваме, господин Кочевски, дека рибарското мајсторство е исклучиво творевина на селото Пештани, барем судејќи по искуството на соседните села, кои од секогаш викаат никогаш пештанските рибари во мајсторството не се надминати. Како пештанските рибари го учеле занаедот? Дали е тоа дарба или наклонност со на тоа што сте на брегот на Охридското езеро или станува збор за купено искуство? Тоа што било селото покрај езеро, тоа се наставляло од старите луѓе мајсторлок. Зашто секој не може да биде мајстор како руководител на една бригада од 10 души. Зашто таму од 10 еднатака има во езерото камена кој не може секој да го фрлиш лако. Треба толку да знаеш и да мислиш, за да можеш овде го фрлаш, овде има камен, треба да го поминиш згора влакот или здола да го поминиш. А таму е скриено натре во вода. По знаци, на долната планина клавне знаци, каде треба и така го лоевме влакот. Јас како млад се учев, никој не ми каеше, али сам се учев од самите мајстори. Имаш и понапред, ток ние немаме водено, ние како помлади, не можеше, не ти кажуваше или нема толку беа свесни мајсторите. Но јас само се учев. И јас бев едини во тие години како млад мајстор, што само знае.